Почитувани, денес откриваме скандал за брутална партизација во јавното предпријатие Државни патишта од страна на Коце Трајановски и ВМРО ДПМН. Истрошениот кадар на ДПМН, Коце Трајановски, наместо да ги средува патиштата, едноставно се занимава со бркање и прераспределување на професионалци од јавното предпријатие и инсталација на партиски војници. Ниту прописите, ниту законите не важат за Трајановски и ДПМН. Одиме поред. За шеф на контрола на наплатната служба на патарините во Петровец, Трајановски и ДПМН го назначуваат Миланчо Митревски. Митревски е познат по изречени казни по дисциплински постапки за злоупотреба на службената должност. Еве го документот. Решение за дисциплинска мерка. Митревски во неколку наврати наплаќал повеќе пари од патарина на граѓани кои поминувале преку наплатните рампи и вишокот го земал за себе. Од 20 до 200 денари, но и евра, Митревски наплаќал повеќе, а парите ги задржувал за себе. Тоа народски се вика грабеж. Сега замислете, човек што бил фатен со малверзации на работно место, како зема пари на наплатна рампа за себе, Трајановски и ДПМН го назначуваат за шеф на контрола. Како тој ќе ги контролира инкасантите и ќе ги лови оние што наплаќа, оние што прават злоупотреби, кога самиот правил злоупотреби. Согласно с прописите и одредбите на јавното предпријатие Државни патишта, Митревски не ги исполнува условите да биде шеф на контрола. Ова е брутална партизација и поставување несоодветни кадри на одговорни позиции. Но Миланчо Митревски е очигледно партиски подобен со тоа што е сопруг на советничката од редовите на ВМРО ДПМН во општина Велес, Бети Митревска. Дали ВМРО ДПМН преку вакви шеми планира да испумпува пари од граѓаните и после ќе завршуваат во нечии џебови или во партијата? Бараме Коце Трајановски веднаш да го разреши Митревски и да избере професионален, чесен и соодветен кадар за ова работно место.